Некои работи не се менуваат. Минатиот пат премиерот индиректно го избегна одговорот на моето пратеничко прашање и ми препорача дека неговиот братучет на соодветен начин ќе ми одговори. Сега повторно го прави истото. На прашање упатено до премиерот, побара министерот за финансии да одговори на нему својствен начин, арогантно и со напад. Господине премиер, имам дополнително прашање. И очекувам дека, или се надевам дека ќе соберете доволно храброст за некои работи вие да одговарате. Или со ваквото молчење покажувате дека и вие не верувате во ова што ви го зборува вашиот вице-премиер и министер за финансии. Господине премиер, јас не зборувам за трансфери преку банки. Оти колку што јас знам, трансфер преку банка на пари скриени во кутија за чевли нема. Зборувам за црни пари и на сите тоа им е јасно. И зборувам не за докази, туку за изјави пренесени во половина меѓународен печат. Еве што кажа директорот на Халк банка во моментот откако го уапсија. Значи кажа дека парите биле наменети за Македонија, требале да одат преку Халк банка, но ако ги оставев во банката, ќе требаше да пријавам на кое име ќе бидат пратени, на кое име депонирани и за која цел. На што звучи ова, премиер? Ова звучи на корупција, ова звучи на нелегални трансфери и ова звучи на криење, не само на луѓето кои што се вмешани, туку и на причините за финансирање. И уште нешто, вели вака, тоа е причината зошто ги зачував овие средства дома. Дел од парите, околу 950.000 евра, успеавме да ги пратиме во Македонија. Во кутии со чевли преку банка ги праќаа во Македонија. Господине премиер, јас не спомнав ни универзитет, ни кој е финансиран. Очигледно министерот за финансии знае нешто повеќе од колку што сака да каже или е ишкамувате од својата глава. Меѓутоа, интересно е дека во оваа држава Министерството за внатрешни работи мисли дека ова нешто треба да се отспие. Да се појавеше, замислете, информација дека некој кажал, еве, дека јас или било кој од моите колеги трансферира пари во кутии за чевли. Ке не бесевте на плоштад. Ама за ова колективен и координиран молк. Моето дополнително прашање гласи: кој и која институција во оваа држава покрена истрага за јавно искажани изјави во кои се кажува дека со црни пари се финансира некој и нешто во Македонија? Понатамошното молчење, господине премиер, навистина како сметаме како соучесниство во сево ова.